Може? Почитуван колега Здравко Трајанов, сакам да ви реплицирам во делот на земјоделието. Искажавте многу неточни работи. Имено сакам да нагласам дека со новиот буџет за 2023 година близу 9 милиарди денари се средства наменети токму за земјоделците. Тоа е досега рекорден и најголем буџет во земјоделството. Со овој буџет од 9 милиарди денари се започнува со една целосна имплементација на најголемата земјоделска реформа со која што земјоделците добиваат предвремена исплата од 30% на субвенциите во тековната година. Исто така, дополнителна субвенција за значајните култури ќе следува. Поголема и побрза поддршка за сточарите. Се продолжува со поддршка до секој земјоделец преку интервентната програма. Исто така, 10.000 евра е поддршка преку новата мерка бизнис план во земјоделството за земјоделците чија што основна дејност е земјоделието. Поддршка се дава и за советодавните услуги во земјоделството. Поддршка за откуп на свежо овошје, зеленчук, млеко, млечни производи. Се обезбедува здрав оброк за учениците во основните училишта. Грант од 10.000 евра за поддршка и развој на малите семејни винари. Исто така грантови од 10.000 евра за поддршка на малите производители на храна и развивање на продажба од фарма. Развој на селата преку поддршка на земјоделските задруги. Дали ова, колега, не се дел од земјоделски мерки кои што значат поддршка и директно стигнување до земјоделците на кои што тоа им е најпотребно? Дополнително, морам да нагласам дека за инвестиции и развој на македонското земјоделство на располагање во наредните 7 години се става и новата ИПАР 3 програма. И во оваа програма фактички која што вреди 210 милиони евра се дава исто така можност за аванс на исплата на поддршка до 50% и со зголемување на прагот на минимум прифатливите трошоци по проект од мерките 1, 3 и 7 на ИПАР 3 програмата. Ова се само дел од она што значи поддршка, реформи во делот на земјоделието, а имаме и уште многу делови кои што во рамките на буџетот можеме да ги испомниме. Тоа е всушност проектот за модернизација на земјоделството, каде што се планирани 250 милиони, кои што се во најголем дел од заем и мал дел се од донации, и секако дека имаме уште многу други успешни мерки за кои што 3 минути се малку време за кое што може да разговараме и да ги кажеме. Тука се средствата кои што се издвоени за хидросистемот Зетовица, програмата за наводнување на Јужна долина Вардар, за наводнување на Северна Македонија. Тоа се поддршка и обезбедени средства со буџетот за 2023 година. Благодарам.